Градоначалниче и понатаму се опремува противпожарната единица Кавадарци, нова опрема донирана од Дирекцијата за заштита и спасување. Зашто конкретно станува збор? Така, прво пред да дадам изјава, сакам да го поздравам директорот за неговото денешна посета на противпожарната единица во Кавадарци и благодарност за целокупната континуирана соработка со Дирекција за спасување и на централно ниво, меѓутоа и на локално ниво. Денеска нашата единица се доопремува со агрегат за мобилен агрегат за производство на електрична енергија од 7 киловати, 2 потопни пумпи со голем капацитет за испумпување на вода. Имаме дополнителна опрема од црева и друга опрема која што е неопходна за нашата единица. Морам да потенцирам да кажам, со ваква соработка со Дирекцијата за спасување и на централно локално ниво, меѓутоа никако локална самоуправа, нашата територијална единица која што е регионална за Кавадарци Росоман, територијата е во комплетен состав и за технички интервенции, меѓутоа и за пожари, а и во случајот на било какви елементарни непогоди. Во комплетен состав 27 професионални пожарникари кои што стварно си ја сакат работи и функционират, со максимална поддршка од Дирекција за спасување. Ние сме комплетни и добивме и доста опрема. Сега имаме опрема покрај целокупната опрема која што спомнавме, опрема за двајца за гнурење, затоа што на наша територија имаме и вешка акумулација од поголем обем, тоа е Тиквешко езеро, че се почне со едукации, со вежби и нормално добијат лиценци нашите пожарникари во делот на спасување, на гнурење у било кои потреби. Директоре, продолжува соработката помеѓу дирекцијата и Кавадаречката противпожарна единица. Еве збор 2 за денешната донација. Секако, најпрво благодарност до градоначалникот, до противпожарната единица на Кавадарци. Јас можам да кажам дека општина Кавадарци и заедно на администрацијата со се градоначалникот важат за едни од најорганизираните, затоа што можете сами да видите и објектот што го имат, и среденоста, и опремувањето полека, но и вложувањето и на локално ниво, затоа што не се чека само на Дирекцијата за заштита и спасување и само од повисоко, значи од владата. Мора да бидам благодарен, мора да бидам среќен и навистина сакам да упатам благодарност до градоначалникот за сите напори кои што ги вложува во однос на ова хумана активност и дејност кои што заедно пожарникарите од овој град, од оваа општина, кои што покриват и како голем регион, се спремни, се обучуваат и се спремат заедно со представници од Дирекцијата за заштита и спасување во извршување на секојдневните задачи и активности. Значи денеска ние ќе додаваме дел од опремата за спасување од поплави. Ќе продолжиме понатаму во текот на наредните месеци, се надевам дека ќе ги завршуваме и другите постапки во однос на набавка и на друга дополнителна опрема, со која што на сите 14 републички сили ќе им ги доделуваме дополнителната опрема за справување со пожари и со други елементарни непогоди кои што може да се случат. Значи, уште еднашка сакам да упатам благодарност до сите и за поддршката, идејата и во кампањата за превенција од пожарите, кои што општина Кавадарци и градоначалникот активно се имат вклучено. Наши представници ќе бидат во ова општина и во другите градови наоколу. И се надевам дека ќе успееме малку не секоја година да направиме да свеста се подигне кон сите кои што живеат во овие простори, но и кон волонтерството како една идеја дека секој кој што ќе се вклучи, ќе спаси дали имот, дали живот, дали ќе се справува со пожарот е една хумана и многу вредна мисија. Командире, што значи ова нова опрема за противпожарната единица Кавадарци? Да. Па ова опрема ни е доста значајна. Беше еден мал недостаток што го имавме до сега. Во овој момент би сакал да искажам и голема благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување и директорот. И би сакал да ги поканам и почесто поради вакви причини не да ни доаѓаат. Така да Дирекција за заштита и спасување уште еднаш покажа и докажа дека е партнер на противпожарните единици низ Република Македонија и се надам дека така ќе остане и во иднина. Веќе сезоната на пожари започна. Вие имавте и минатата недела повеќе интервенции.
да апелираме на внимание и поголема грижа кон се она што е општо добро. Да, па за жал сме во таков временски период каде што суштините веќе повторно си дојде на своето. Ние сме таков крај, земјоделски крај каде што на горењето прачки ни за жал една лоша навика, традиција некоја, да сме спремни колку што можеме. Морам да ги пофалам граѓаните, дали нивната свесност, дали оние апели што ги правиме, дали оние превентивни мерки што ги преземаме, дека бројот на пожари во овој период од година на година се намалува се повеќе и повеќе. Голема благодарност до свесност на граѓаните, се надам дека ќе продолжи тоа така, на крај краишта тоа е за доброто на сите нас. Значи покрај она пожари, сепак да не забораваме и загадувањето кои што го прават тие пожари, каде што е опфатен целиот наш град. Така да уште еден апел за внимателност при палење и да бидеме да живееме почист воздух. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.